Деновиве, на социјалните мрежи нашега пишуваа дека СДС во овие 5 месеци успеа да измисли времеплов и да ја врати Македонија во 90-тите години од минатиот век. Но тоа воопшто и не е шега. Младите не се сеќаваат, но повозрасните многу добро знаат што значи тоа. Чувство на несигурност и страв. Страв за себе, за своите семејства и за иднината на државата. Никој не планира ништо подалеку од еден месец. Ни домаќинствата, ни фирмите, ни бизнисмените. Се е како замрзнато, како застанато и неизвестно. Како сите да чекаат нешто. Притисоци, закани и уцени на секој чекор, во секоја институција. Страв за работното место, страв за пензиите, страв за социјалната помош. Сите се сеќаваме дека СДС, уште во техничката влада, ги бараше Министерствата за внатрешни работи и за труд и социјална политика. И тогаш, и сега, е повеќе од очигледно дека тоа се главните институции преку кои СДС партизирано врши најголем притисок врз граѓаните. Ако на ова ги додадеме уште и вработените во РЕК, ќе ја добиеме комплетната слика на груб и недозволив партиски притисок и влијание на Заев врз најранливите, незаштитените и уплашените. Рации, инспекции, упади, полиција, видливо присуство со луѓе и возила на раскрсници по булевари на широк сокак. Почитувани битолчани, немојте да се плашите. Уплашени се и треба да бидат тие, а не вие. Може да ви се заканат на работа во РЕК, да побараат да не одите на митинзи. Може да ви всадат страв дека ќе останете без социјална помош, без детски додаток или додаток за куќна нега. Може да ве омаловажуваат на работа само затоа што сте ставиле лајк на Facebook или затоа што јавно сте се ракувале со противничкиот кандидат на широк сокак. Но треба да знаете дека со ниски и подли закани се служи само оној кој е уплашен и е во паника. Почитувани битолчани, немојте да ве поколебаат и да заборавите дека таму, в недела, зад параванот, вие сте власта и стопанот на овој град и на оваа земја и дека вашиот глас е најсилното оружје да се спротивставите на оние кои ве прават да се чувствувате немоќни. Гласањето в недела нема да биде гласање само за градоначалници и совети. Нема да биде ни гласање само за зачувување на еднината на нашата држава Република Македонија. В недела вие ќе гласате за правда и за враќање на вашето лично достоинство, како луѓе, кои ви го исмеваат, ви го понижуваат и ви го газат. В недела, вие ќе имате можност да бидете и судии и да ги казните сите што дрско си поигруваат и со вашата интелигенција и со вашата екзистенција. Битола и Македонија не смеат да бидат играчка на Зоран Заев и на СДС. Со заокружувањето на бројот 13 ќе го направите првиот чекор да си ја вратите тапијата и на Битола и на Македонија. Вие сте стопанот, гласајте.